Здраво, другари, здрава криптореволюция. Нямаше ме никой ден, значи не можем всеки ден, например, да снимам видео и да викам, айде, браки, айде. Скратете от кафето, скратете от цигарите, скратете от излавания. И викам, че овие другари малко нека пинат некое кафе. На чай никога да не се научите, али тоа е. Знаете, луѓе се жалат, викал съм, купувайте. Нем нищо да не купувате, другари. Одете на работа, от събаря до вечер. Тръжете от газдите, ви намалят платата и едино така можете да намалите от две цигари, от две пакли на една и исто ќе тражите уште да ви скрате от платата, за да не си пиянчите петок и сабота. И тоа е живото, разбирате. До 62 години работите, просто примерно никој не им да оговарате тамо на работата. За газдата најобаво ќе кажувате по трговскиот тамо кој ќе седете на кафе шема и тоа е живото, разбираш. А ја чисто вака да ви спомнам дека ова типчето од CIA, FTX, шарлатано, креираа си берза. Лошо си изразувам CIA, разбираш. Они имат, кој знае, там 16-20 служби. И ја лупам по Холивуд перење мозок аналитика. CIA стар збор. Мислам, CIA, они ги презима целата вина. Кој знае тоа чудо дали постоја, разбираш. Че постојат околу 16, може и повише. Кој ти ги знае там колку агенции имат типчињата. У 50 држави може и 50 да ги имат. И креираа си, еве, како што ви кажав пред години, FTX берза, кажав луѓе, ово е многу чудна креација, реклами на најпознатите глумци, најпознати пејачи, политичари. Сите знаете за патиките му паспал у канцеларијата, нешто како стило на Елон Маск, знаеш. Они се почнуваат у гаражи, у канцеларии, спијат, нон-стоп се посветени на работата, разбираш, ќе спасуват, ќе просветлуват свето. Новото чудо и на краја собраги на сите американци парите. Ден денеска се тужате, интересно се појави пошто нели политиката да беше Бајден ќе земја опинците. Ама тепали Трампчо и знаете, тука имате 8 години, имате ово мислам имате 4 години до 6 години имате драми во Америка, сега 4 години Трамп ќе ја спасува, ќе ја рестартира Америка. Сега да не мешам нели кај нас на Балкана политика, нешто у тај стил, разбираш. 4 со зависи со 8 години драма, 8 години мет и млеко. И живото ви поминал, разбираш, на кафе, шема и цигари. Нем да си купувате крипто, нем да се лажете да купувате крипто, да ке слушате вие некој од Америка кажува милионер станал и ќе купувате. Да, брат, седете си таму, ќе си оговарате дневни шеми, кафе шеми, мобети за еден мобет, разбираш, кој шо речел, кој шо кажал, гледај ова, гледај она. Ке седнете да читате на интернет. Вие луди ли сте, брат? Саме си, брат, седеш, пиеш кафе и мине најизгодната типка шо ни здрава не те кажува и ти можејки пред 5-6 другари да измислиш тамо некои работи за неја. Разбираш као, демек, најлошо шо може, разбираш, да измислиш, ти ке седеш, ке читаш за неков си FTX, ке вракјал на 18 16, мислам, на степени ке ги врне, не знам се вкупно тие и самите американци, они не знаат шо прават. 16 милиарди, јас извинјавам, пошто многу Македонија не знаат, значи они мислат дека идат милиони, милиарди, па билиони за трилиони, не знам, тоа е па више многу кафе цигари од трилиони. Значи, кога викам дигитално неписмени, значи да знаат луѓе, имам над 1000 луѓе што се ми пишале дека не знаат у Македонија дека билиони уствари на англиски, а милиарди е преведено на македонски. Значи, представете си, еден ми кажа, па не знам од кој град че беше, наставникот по математика викал, замисли си милиони, милиарди, билиони. Значи, тај брат треба да си иде таму и со дневникот, кој уште голем тај дневник, црвен, поглава. Не да се тепа сега, не повикам да се тепат професори на станици, со дневникот поглава. Мислам, фантазијано, нели заспивате у задните редови на клупичките и едноставно си фантазирате како нели у спањето се. Не повикам ја на насилство да ми го блокират видеото. У спањето си фантазираш, нели не спија луѓето у последните, најчесто на богаташите децата на комунистите седе у последните клуби, одспие си, отворат дневникот, тичи си, директор. Тети, точка за петка, тичи си, бе, брат, татко ми работи таму, магазина,
Изделите си, извикате се, точка за кец. И то е. Сута, какво школа, брат, какво вики имате време за крипто? Саяло, шо сборам, брат. Топлата вода божи да съм я открил, не се бавайте. А иначе много е здраво да си миете вода со... мислям да си миете нози со ладна вода, не да лаже гяла, брат, да... Ке сеете да читате овие работи, глупости на интернет. Всеки ден ке сеете, нека тук глупира се прави аматерски видео, не вземе да извади от милионите да стая тук костюм нещо от $3000, брат, па пури, па яхти, па хеликоптери, како што викаш еден комшија подале од мене што живее. Тројца браки се ќе му текне. Ти ли си вика милионер, брат? Тук кој знаеш што се го лажале по тоа? Че они мислят тука милионерите, брат. Тука $1 милион е куќа, разбираш. Милионер вика, ниту яхти, ни хеликоптери не прекажува, нема ништо видео од него, вика милионер станал, вика. Кој знае вика од сабајлот вечер таму е на работа, вика. По Америката. Другари. Да нем да сте се лажали да гледате за крипто. Седете там на кафе Шема, ќе гледате вие дека 16 билиони ќе се враќат на берзата на 18 февруари и е возможно берзата да литне па назад. Нем да сте купувале тука на овие ниски цени. Не. Нем да ве лаже гјала, брат. Само на високо. Кога ќе стигне 130.000, Ethereum е многу ниско за вас. Што е, замисли вие, седете на маса, ево кочани ќе го земам и замисли вие купувате Ethereum на 2600. Брат, тоа е понижение, брат. Купуваш го, братче, на 4000, на 6000, да се фалеш дека нели на скапа си го купил. Ripple, да го купувате на 2.41. Нем да се лажете, брат. Нем. Там на $5 на 6. Купуваш го и кажуваш, гледай, брат, разбираш, и пава продаваш на 5-6. Разбираш, или шемата, стандарт шема. Купуваш го на $6, паѓа на 2, продаваш го на 2, брат. И плукаш по крипто, да имаш момент. Ти са која е логиката, ќе го купиш на 2.41, ќе литне на $10, ќе го продаваш и кој ќе ти верува? Никој ќе няма ти верува, брат. Ќе седнеш, ќе викаш, другари, купив Ripple на 2.41, продав го на 10, сети ќе вика таа е шитка нешто бело, брат, продадел глупости, брат. Крипто е лажа, брат, тоа не постоја. Чува, ти замисли кај нас, брат, колку луѓе ми викат, брат, не работи берзата. Кој брат, берза не работи? Вика кој маркет кап? Че замисли у Македонија, у Америка цел свет следи цените, у Македонија, братче, на кој маркет кап на берзата направиле профил и пробат да закачат качки и да трейдат. Другари, што да ви кажам, брат? Луѓе што знаат само за кучето, чекат да го залепе Елон Маск на ракетата и да литат, што да ви кажам? Кардано да купувате. Брат, некој тамо Даниел Гуштеров, крипто Гуги, купил на среќа Кардано за 5000, на среќа од 3000 коини го избрал, купил на среќа и направил $750,000, што у историјата е еден од најголемите профити за технологија и објавил на неколку групи и на сите тука македонци зборил, ама на среќа го купил. Што е, види, не е битно вистината, битна е кафе Шема мобето. Значи од таа кафе Шема маса, кафе тука се раѓа митологија, легенди. Значи ја, брат, после 50 години сите кои ќе додадат уште по 100,000 Кардано, уште пониска цена, ќе замисли се, брат, че за 50 години кој мобет ќе се движи, брат. Тоа е, брат. Ченлинг да онадувате, брат. За Суи да читате, за Стелар, нем да се лажете, брат, не. Другари, за Polkadot, не. Другари, нем да се лажете. Кафе да скратите за крипто. Цигари, брат, замисли ти, не се бае, брат. Нем да се лажете, другари. Нем, другари, да ме додадете ово, гледате тук, виж сум од елитата. На ово да ме додадете на кажи го, на Twitter, на X, да ми правите тоа задоволство, да ми качувате followers, што ми требат некои 2000, за да го активирам профило. Не, да се лажете, брат. Ставете на тие тамо голите женски што се онадуват, брат. Ставете на тие голите тамо што ви пишуват, што ви праќат лажни пораки и видеа, брат. Нем да се лажете тука на некој што е овакво. На некој што е станал поголем овакво, кажи го. Планирам да градам македонски канал, само на македонското и многу луѓе се жалат, не разбират. Може ќе го уклучим и типчето. Многу добро, многу ми се свиѓа како онадува. Кажи го.
Чек само една секунда, брат, активираме се камерите. Ракун. Добре, шо няма македонци тук да вземам ке взема до сега сете ракони ки ги одере, брат, ки ги продава. Да, косек ще типчето, чек, инвестирай сега, не му беше, каже го. Групата, свиги ми се типчето како ги на кирилица. Много македонци си инатия на латиница и затоа не ги пушта в групата. Ама свига ми се типчето како ги нели убао на кирилица со добар фонд, како ги пишува тия, мислам преведува ги, добар изор прави. Сега за мамето, тоа не е мој сектор, ама можно е дечкото по-често да го споделувам и на Twitter. Разбираш, тия македонските ќе опрашам дали може. Принтскрин, нели негово, со неговото име напред, да ги преведувам, мислам да ги ставам тука тия, како постарите луѓе што не знаат англиски, да ги читат и што повише да развијат на Twitter и автоматски ќе почнат и да надуват. Ќе почнат и да, како се вика, да користат и Twitter. Пошто на Instagram не бива, другари, на Instagram гледајте на Twitter, треба да му кажем да инвестира сега на Twitter да се префрля и да си активира на година беше около $150 или така нещо. Не знам точно колко беше. Да си активира, ќе му кажем ако гледа, мислам прво ќе оставам да имам гледали видеото и ово не знаев. Значи за Јапонија дека ги замрзнала, тоа ми беше много чудно кога прочитав. Тука, другари, од Стар Атлас ми се сруши леталицата. Американците ми ја запленија и ја носат да прават реверс инженеринг. Ова е мојата леталица од играта од Стар Атлас. Во Америка и тука денеска се бев паркирал. Другари, сака да испием еден чај на океано и овие пукат по мене. Сакат да ме бутнат, отидавам без пари, финански совети за некаква игра Стар Атлас. Тука имате интересно интервју, кој сте Стар Атлас да го гледате. Ја не можев да го гледам, ќе го гледам утре. Со газдата кажал нешто за V8. И така, другари, тоа е. Друго не ми текнува, освен ово сакав да ви го пуштам. Многу луѓе ме прашаа што има ново. Ново е, купив Calico Max Hawk за колку беше? За $23, а уствари тоа чудо не, чекај бе. Ово го снимав видеото оти. Не, прво купив Pierce X6-ката за $78. Бев шокиран кога видов таа цена, пошто тоа чудо беше, другари, 900 и нешто, сега ќе видам колку беше, значи бев шокиран какви морони има ово. Китови, некои шо прават, треда тај for 4NG е голем кит, тај нема кој брод го нема. Што чудо е трейдер голем. Ако заблежите, гледате тука продава, тука купува на 6-7, многу голем трейдер. Ја го купив за $78. Али тоа типче 4NGQ многу, другари, е голем кит и со години го гледам како купува и продава. Тај мислам дека, не знам дали ја играе Sage Labs, mining сектор, ама е голем трейдер. Насекаде го има, брат, гледај го. Нема многу да се продават од овај брод, ова е файтер, значи големо чудовиште ово, треба ми за флотата да ми ја штите и за да го купив, $78 го купив, а уствари сега ќе видите и овај го купив. Calico, $23, што се шокирав, тај мислам 135 дека беше оригиналната цена. Сега ќе отворам, многу луѓе има на маркето моментално, не е значи тука до Solana Network. Многу луѓе има на маркето и фактички гледате дека, ајде бе браче, што тука ово го снимав, купив го, добро, окей, ево тука, другари, $930 е чудото, оригиналната цена, файтер е, 3 пилоти има, мислам 3 кру мембери, пилот, навигатор и security офицер. Чудото е многу јако NFT.
Ово чудо $930. Замислете си, троша много муниция у Sage Labs. Трябва ми за флотата и за борби и викам чекай да го купам на бразина. Тук ми заглави. Ово чудо $21 ще го купив. Сега ке видите, ово е транспортер. $135 е. Замислете си за без пари го вземав, ще се вика. Има два кру има, пилот и навигатор. Интересно е за подвода, въздух, земя. Интересно чудо е. Нека го има в колекцията. Може да, ако ги има, трябва да купам няколко и фактически транспорт, то значи, че можем да товарам и от Sage Labs у майнинг сектора, ако ги одам. Трябва няколко да взема до вие, и може ми трябва екипажа да го местам. Може ми трябва да го местам, гледаш транспорт, екипажа трябва да го местам от една база от друга. Па ово чудо вали да не троши много гориво. И интересно е да вземам барем 5-6 да имам минимум. Другари, то е да биде скрос кратко видеото, няма нищо. Нем да се лажете да се купувате крипто, трябва да си одете на работа, сега слушам ки дигналя до 67. Нем да си моя избор, тук гледате още не е нищо пропаднало. Меланчето само, како ще кажа, дека ќе оде от дупката, па после ќе ја собират па. Другите се окей, тук нем да се лажете да скратите кафе, цигари и алкохол, да вземете од ово чудо. Не, брат, нем се лъжете, нема го на ние на берза, не дай Боже да го стават, па много пари ќе направите. Замислете си, нема го на ние на берза, маркет капо му е 26 милиони. Замислете си колко отиде у милиарди, ти ще знаете да пресметате маркет кап барем да иде у топ 100, да речеме да иде у топ... нека иде у топ 30. Замислете си 4 милиарди. Замислете си 4 милиарди на ovo чудо, ама по вие не знаете да си найдете колко коини има. Не знаете да пресметате, само един дечко, поздрав до другара, шо знаеше да пресмета за Ripple и другите луги лупавци зелени глупости, там $100 или не знам шо е стигнало. Той е другари, кратам видеото, одам да спиям, тук е више 2 саато. После полнок, нем да се лаеща да купувате крипто, одете си на кафе шема да си оговарате, да си пиете кафенцето и до 67 години на работа. Не ви трябва технология, не ви трябва нищо от крипто. Нем да слушате там лудаци от Америка, вамо, дигитален там. Я може да сум и какво? Може да сум някаква вещка интелигенция, креирана от тайните служби и се оключвам и тук ви викам, айде брат, това вълна, разбираш. Той е много лесно на кочански диалект. Тия замисли вие това колко е напредна вещешката интелигенция, не може да имитира. Кам дека ми е видеото от мене, нямаме. Може да са ме киднапирали, више. Затворен съм там негде на Марс, на Юпитер, ме отнесил Илон Маск и сега фактически, брат, моя глас е ова вещешката интелигенция и ве тера да улавате от тук каква технология нивната и това е. Това е другари. Нем да сте се лъжале да одете фалоу на Twitter, да помагате на македонци на такви работи, себично, само ќе се следите странци. Нем македонци, нем да споделувате, нем да пишувате коментари, че защо да правям пари ја. Мислам, нем да се лажите. Иначе на Twitter ќе почнат да плакат колко правям ја обяви, колко повише ме. Трябва 2000 да ме следат, за да ставам, например, subscribe, да ставам предплата на Twitter, да речеме. Шо не планирам да ставам, ама да качвам 2000 followers и да видам дали плакят от постови, колко постови се надуват и планирам да ги ставам комплетно на македонски. Са пак я споделам на странски, на английски бързо, ама планираме, ви кажа, со другарчето да видам неговите ки форсирам, защо да не му помогнам да го набилдам неговия YouTube канал, я па неговия Instagram. Добре е да направя дечкото и YouTube канал и замислете си видео и да ги излиста тия сите. Не мора да зборува, ако се срамува, тук да ги излиста сите тия слики, например, ако ги чува в едно видео и някой ще седе да си ги изгледа и да си ги изчита. Панато може и да сбора, ако сака. Ама трябва да си направи дефинитивно. Не знам дали има он Twitter, ако гледа видеото ки пише. И то е другари. Чао, нема да се плашите. Значи, крипто няма да изчезне в скоро време. Поздрав и чао!